Значи вака. Процедурално. Да, и Биографскиот институт на Кембридж дава разноразни награди, меѓу кои и за ораторство. Да. Не. Значи, процедурално. Да. Се уште верувам дека процедурата е гаранција за демократијата, но процедурата постојано ја крши председателката на комисијата, бидејќи го имитира председателот на собранието. Не доаѓа овде кога треба да зборува, сама си дава збор и коментира, тоа е процедурално недозволено. Второ, хендикепирана сум после ваквиот маестрален процедурален говор и ќе ме извините за тремата евентуална. Значи, се додека процедурата ја кршат оние кои се најповикани да ја почитуваат, ние ќе имаме сериозен проблем. За жал, во ова собрание се случува спротивното. Ќе зборувам во духот на членот 170 и членот 135 став 3, ама претходно би сакала да посочам нешто. Неколку пати се споменуваат препораките на ТАИЕКС како основ за употребата, односно злоупотребата на европското знаме. ТАИЕКС е многу важна институција која се грижи за тренингот на судиите и јавните обвинители. Незините препораки се многу важни, особено за земјите кандидатки, толку важни што се нотирани и во самиот извештај, но далеку дека се аки комунитер, односно дека се европско право или ако сакате, дека се директиви и регулативи. Значи, првиот заклучок е: законот си дојде во вистинска процедура. Требаше да оди во редовна постапка, во 3 читања, во рамките на тие 3 читања да се организира јавна расправа, дури и јас додавам да се испрати пред Венецијанската комисија. Зошто? Бидејќи една од најважните подкомисии во Венецијанската комисија е Комисијата за судството и колешката Рената Тренеска-Десковска, како и јас некогаш во Венецијанската комисија, ветуваме кога ќе отидеме тамо, дека сите закони кои редовно одат пред неа, ќе ги праќаме пред Венецијанската комисија. Зошто? За да ги вградиме незините мислења. Значи, председателот на собранието не смееше да дозволи овој закон, наместо во редовна постапка, да има европско знаме, бидејќи во меѓувреме ниту директива има, ниту регулатива има донесена за судството и јавните обвинителства. Пардон, за академијата исто така. Впрочем, да ви кажам, има многу членки на Европската Унија кои немаат академии, значи нелогично е да градите општа европска политика за нешто што не постои. И тоа е најчесто на различен начин се бираат судиите, на различен начин се бираат јавните обвинители. Значи тоа е дел од националното право. Но ТАИЕКС го акцентира она што е најважно. Стандардите, стручност, компетентност, департизација, деполитизација, филтер академијата, и тука сте сосема во право. Ама, стравот дека ќе дојде до блокада е безпричински, да не употребам погрешен или претежок израз параноичен. Зошто? Бидејќи во извештајот па има нотирано нешто друго. Дека опозицијата учествувала во донесувањето на важните закони. Значи, не ми е јасно од каде блокада
Значи, измислена е, погрешна е. Второ, никаде чувството дека ќе има блокада не може да биде причина за да го смените, за да ја смените постапката и таа да тргне во некој друг тек. Значи, да си продолжеше постапката како што почна, ние сигурно веќе ќе имавме завршено со овој закон, кој што е многу важен закон. Не само за нашиот пат кон ЕУ, пред се, туку за владењето на правото. Значи, кооперативна беше опозицијата. Што сакам да посочам исто така? Што е најважно овде? Веќе напоменав за злоупотребата, меѓутоа еднаш мораме ние да го почитуваме деловникот, бидејќи убаво се пишува овде во членот 135 став 4 дека кога предлогот на законот содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на ЕУ, во воведот се наведуваат податоци за изворниот акт на Европската Унија. Препораката не е изворен акт, со пол назив го нема, датум нема. Со предлогот на законот се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јавно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој се врши усогласувањето. Ги нема. Нема кореспондентна табела. Интересно, нема на изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ, која значи не е верна, бидејќи нема право на ЕУ, како ќе усогласувате нешто со препорака, споменувањето на пакт, на стабилност и асоцијација, па споменувањето на препораки апсолутно не држи, дури и не достига печат со архивски број. Значи, се во ова требало да му послужи на председателот на собранието да го врати законот со напомена дека во рок од 15 дена мора, доколку некој сака да се користи со европското знаме, да го пополни ова за што зборувам и за да започне оваа постапка. Но од тоа нема ниту трак. Според тоа, немојте да не туркате во процедура која што не е според деловникот. Доброто во случајов е, иначе и тоа можеше да не се случи, што сепак законот дојде на Комисија за политички систем, а јасно ми е зошто е така, зашто во првобитната постапка патот водеше само до Комисијата за политички систем, а не на Комисијата за европски прашања. За тоа денеска зборував горе и ќе зборувам кога ќе биде на дневен ред, ќе се најдам на дневен ред за извештајот на Европската комисија за нашиот напредок. Имено, значи, има компаративна анализа. Дури и нашиот парламентарен институт направил една куса анализа за улогата на комисиите за европски прашања. Можете да ме држите до збор. Не може Европската, Комисијата за европски прашања да биде сенадлежна, омнибус комисија, не може да биде матична за образование и за здравство и за социјална заштита и за финансии. Тоа е невозможно. Ниту пак ние луѓето кои седиме таму како членови и заменици сме честопати велам толку обдарени со знаење и мудрост што може да одлучуваме за се. Значи тоа е добро, ама како функционираат комисиите? Прво сите закони, бидејќи тоа и кај нас деловничка одредба, таму одат. Единствено што прават комисиите за европски прашања е да видат дали е кореспондентната табела во ред, подписите во ред, дали се наведени членовите од законот што кореспондираат или се усогласуваат со директива и регулатива, и потоа да го препратат законот на матичната комисија. Тоа не се случува кај нас.
од времето на господинот Артан Груби. Го помните фамозниот закон за употреба на јазиците. ЕУ нема никаква заедничка јазична политика. Значи, тој не смеел да биде тамо, ниту можел да оди во скратена постапка, туку требало да дојде на Комисија за политички систем, ама јас сега процедурално и друг пат и кажувам на председателката на оваа комисија дека не смее да се согласи со киднапирањето на законите кои се надлежност на оваа комисија, бидејќи точно во одлуката за надлежност комисиите е наведено кој за што е надлежен и тие да завршуваат во Комисијата за европски прашања. Од друга страна, надлежноста на комисиите за европски прашања во ниту една алинеја не е реализирана. Никогаш. Тоа значи да се собираат резултати како координатор, да се испраќаат законите што кореспондираат со хармонизација, да се анализираат, да се координира со владата постапката, да се иницираат иницијативи, да се следи спроведувањето на документот, односно на извештајот на Европската комисија. Значи, председателот на собранието во соработка со председателите на сенадлежната Комисија за европски прашања, првиот што го споменав и сегашниот, всушност на некој начин сите комисии, сите закони од комисиите, односно законите што треба брзо да се донесат, да нема дебата, ги упатуваме. Сега, бидејќи е тоа важно и за деловникот. Значи, една од најважните препораки во извештајот на Европската Унија е да се преиспита скратената постапка. Дали го правиме ние тоа? Јас секој ден трчам на Комисијата за европски прашања, зашто тамо има некој закон што се носи во скратена постапка. Зошто редовна постапка, бидејќи во десетина ставови во фундаменталните права, значи во најважниот кластер, со кој што почнуваат преговорите и завршуваат преговорите, пишува инклузивна постапка, соработка со невладиниот сектор, соработка со стручната и експертска јавност. Дали е тоа можно, бидејќи експертската и стручната јавност се најпотребни кога? Во фазата на расправата по амандманите. Не. Не се прави тоа. Дали е тогаш, еве мојот колега го прашувам, дали е тоа европски манир? Дали навистина ние правиме европски чекори или балкански чекори од најлош вид? Со реторика не се оди во ЕУ. Туку, како рековме ние, и тука пишува, со реформи дома. Кога зборувавме ние за реформи дома, јас кога зборував, добивав одговор ЕУ, НАТО, ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ, ЕУ, НАТО, ама почеток на преговори да не добивме. Значи, ве молам, ако се држиме деловникот, иако со право председателката укаже дека има многу мани, многу недоречености, намерни, веројатно, за да се отвори простор за дискреционо постапување. Значи, видете, ние, многу надливо е да речете дека доаѓаме овде за да блокираме, а не за да дебатираме. Па погледнете го извештајот наречен мој пратеник, да видите со колкав процент опозицијата учествува во дебатата, а со кои процент тиите на власт. Често пати сами со себе дискутираме. Прашајте ги граѓаните чии дискусии паметат, а чии дискусии не слушаат. Видете,
ако мислите дека говорот на телото е дискусија, проблем имаме. Значи, председателке, ве молам, прво, некоректно денеска постапивте кон мене. Пред да одиме на пауза, обете знаевме дека јас сум надневен следната и дури го рековте тоа. Како се случи потоа, Дарко да дојде овде. Знаете што ме чуди пак? Дури, еве и да му дадевте збор да има забуна, да сум јас Дарко, ке бев джентламен и ке речев преднос. Затоа што јасно ни е на сите овде. Затоа треба спит да правите, во стартот вашите соработници, асистенти, да го прочитаат списокот, за да можеме да работиме. И околу тезата дека не сакаме материјална расправа затоа што е овој закон извонреден и затоа што е усогласен. Не е баш така. Ке видиме околу решенијата, нема да зборувам за нив. Меѓутоа, знаете што? Ако препораката е и во формирањето на органите, да се тргнува од стручност и компетентност, и во наградувањето, да се тргнува од стручност и компетентност и по еден друг основ, дури председателот можел да го врати законот, па и вие, бидејќи овде пишува дека немало, законот, како вели, немал финансиски последици врз буџет. И како може да нема, ако велите дека наместо 10.000 сега 50% од просечната плата, ајде да пресметаме веднаш. Тоа се нови издатоци. Значи, ние мораме да штедиме. Мораме и на тоа да мислиме. Така да, и во поглед на целиот во воведот, бидејќи не, значи кога ќе го прочитате воведот, импликации, повик на европско право, нема. Тоа е проблемот. Не верувам дека е проблемот да расправаме, барем сите ние сме го проучиле, колку пати сме се состанале, компаративни сме разгледале добри приказни и мислам дека секој овде сака да воспоставиме ред. Но не можам нешто да не подсетам, иако не е процедурално. Сетете се на последниот избор на оние кои се запишуваа на академијата. Извинете, ама веќе го пишуваат. Бидејќи, замислете вие да ја почнете судската кариера со фалсификуван сертификат за положен јазик. Знаете ли колкумина има? И што се случи? Наместо да ги елиминираат, како кај нас на факултет. Ако фалсификувате нешто, ќе не смеете да полагате известно време. Што направија? Ги укинаа меѓународните сертификати и сега усно ќе си полагаат англиски и француски, ама тоа никој нема да го гледа. Луѓе, ние мораме да ги заоструваме критериумите, не да ги анулираме. Најдобрите, затоа што во своја пресуда мора да се цитира, така е сега, значи компаративно право од други судови, а особено од судот во Страсбург. Молам? А пресудите од Страсбург на кој јазик се, на турски и на албански? Не се уште извинете. Тук, оваа логика нас ќе не доведе, дека ние си имаме наше право и дека што има ние сега, па зошто тогаш викате дека е ова со европско знаме? Ако не знае и тоа, треба да знае перфектно. Значи, англиски, француски или германски, мислам, се предвидува. Да, и германски се предвидува. Затоа што, видете, веќе ние мораме во пресудите да цитираме. Например, нашиот уставен суд е познат по тоа дека никогаш не се повикува, или ретко се повикува, ама зборувам за редовното судство.
Не се согласувам со вас. Значи, треба да се заострат критериумите за најдобрите правници да се регрутираат во академијата, а не беше така. Првите 30 не беа примени, туку тие другите до 200, не ми е јасно по кој критериум, и тоа откако беа утврдени правилата, дел од нив сега веќе се во судовите, замислете какви судии ќе добиеме. Да не се чудиме потоа на пресудите. Само најдобрите можат да не европеизираат и да не американизираат, а не подпросечните. Тоа тврдам. Тие треба да ги вратиме или да ги задржиме овде. Зашто иначе тие што станале судии со фалсификуван сертификат или затоа што многу биле успешни на усмениот испит, замислете, ги шармирале тие што ги испитувале, не верувам дека ќе го реформираат судството. Затоа 8% само веруваат во нашиот судски систем. Мене не ме интересира ни етничка, ни верска припадност, ама во сите академии за суди и јавни обвинители влегуваат најдобрите. Заборавив, просекот го укина. Све укина. Па да ги укинеме и оценките на факултетите, во основно и средно, за да не ги фрустрираме луѓето, сите биле исти. Па секаде во светот тоа се бара. Значи, заклучувам, извинете ме, процедурата е прекршена и тоа грубо е прекршена. Не може од еден неделовнички чин да никне нешто добро. Значи, законите треба од почетокот, од предлагањето па до гласањето да поминат низ процедура. Тоа е тоа, Дарко, на што ве учевме, што го кажува Монтеские во Духот на законите. Добар закон, закон кој содржи решенија кои што ги бранат правото, правдата и моралот, ама и закон што е донесен во процедура. Процедурата, за жал, ниту еднаш не била основ за укинување или поништување на некој закон во нашиот уставен суд. А многу можат да бидат. На крајот, Венецијанска комисија. Венецијанска комисија зошто е органот кој што со новата методологија предложена од Франција заедно со Греко ќе ја врши оценката. Ако ја поминете вие Венецијанската комисија и добиете извештај и добиете забелешки, ки ги вградите, тогаш пола од патот сте го изоделе. Ама ние добивме мислење од Венецијанската комисија и многу забелешки на некои закони и не ги вградивме. Велеа прво и постфестум да ги донесеме, па ќе ги смениме. Не. Најчесто законите се знае но се праќаат во нацрт фаза. Значи, сакам да кажам, ако правиме добри закони, ако добиеме добро мислење, ние веќе кластерот ќе се повикаме кога некој ќе се побуни утре, извинете, имаме печат од најпрестижната институција за владење на правото во Европа. Затоа е формирана Венецијанската комисија, за да им помогне на новосоздадените држави во креирањето на уставите и законите, значи да ги вградат стандардите. Само нешто да ви кажам, многу чудно звучи дека ниту уставните измени, иначе 82 година е создадена, ниту уставните измени, ниту еден амандман не се нашол пред Венецијанска комисија. Многу интересен феномен и сите се чудиме зошто. Епа, прашајте се и вие. Ретко кои закони одат на Венецијанска комисија и вчера реков за навреда и клевета, го гледам колегата, да, и тие закони, се што е врзано за слободи и права, впрочем има и посебна комисија. Значи, тој пат треба да го фатиме. Тоа е европскиот пат. Благодарам. И благодарам, колешке Давкова.